Нов скандал во детска градинка. 15-месечната Елена од градинка се вратила со угриз на челото и модрица на главата. Родителите вџашени велат за само неколку месеци од како тргнала во градинката. Ова е четврти пат како девојчето им се враќа дома повредено. Угризот велат бил од друго детенце, а најверојатно предизвикан од насилните цртани кои негователките им ги пуштале на децата. Модрицата ја добила спиејки, оти немало заштитна ограда на дрвеното креветче. Вината ја гледаат кај нестручниот и малуброен кадар, неспособноста на раководството и незаинтересираноста на институциите. Наводно кажуваат вработените дека ова директорка, сегашната која е пред неколку месеци ставена, претходната разрешена, каде што политика мене не ме интересира, наводно ја сакала градинката. На ваков начин ја сака градинката, работела со децата. На ваков начин се работи со децата, дали со собствените деца така работи. И како ние да не ги гониме кривично? Јас, како родител и како председател на нивната група Јасли, барам подитно оставка да си поднесе, затоа што ќе земам поригорозни мерки. Четврти пат е ова, ќе поднесам кривична пријава на самата градинка, на самиот градоначалник Стефан, директорката каде што е поставена и на ваков начин ќе кажам не се сака градинката, не се сака децата. Јовановиќ вели дека во време кога пратениците на СДСМ се луксузираат со по 10.000 евра за патни трошоци, а директорите си ги возат кирките на одмор со службени џипови. Срамота е децата да бидат згрижувани во мизерни услови. Каде се смрдливите душеци, 20 години несменети, постелнината, кебињата, се луксузираат пратениците, политичарите, патните трошоци, а децата тука нашите ке страва. Да, нека ја зголемат сметката, нека ги зголемат платите, нека им ги зголемат на вработените платите, за ова да не се случи каде што има револти во вработените, што не го искажува тоа, затоа што партизацијата работи во градинките и ме страв да ја искажат својата одговорност што се случува и како се случува, затоа ние сме тука. Позавчерашниот случај со воспитувачката од детската градинка Цветови во Гевгелија, која со погрдни зборови и на висок тон се обраќа кон расплакано девојче. Ова е уште еден во низата скандали кои го тресат Министерството за труд и социјална политика. Пред 3 месеци, 11-месечно бебе од скопската градинка Раде Јовчевски Корчагин заврши на детска хирургија со угриз на грбот и рана на главата. Предходно, јавноста беше згрозена по обелоденувањето дека 13-годишно девојче од домот 25 мај абортирало, откако подолго време била сексуално злоставувана. Истиот месец уште две девојчиња од истата институција открија дека се бремени. Едната на 15 годишна возраст ја прекина бременоста, а другата, тогаш 17 годишна, реши да го роди детето. Минатиот месец пак тројца малолетници од домот 25 мај избегаа, а СОС детското село, без знаење на надлежните, го напушти 15 годишна штитеничка.